Не се преземени потребните мерки за заштита на Беровското езеро, од каде вода пијат 15.000 жители од Малешевијата, а Министерството за екологија не врши обструкција на легализацијата на дивоградбите во туристичката населба, порачаа денес од Министерството. Според нив, општината не ги почитува препораките и заштитните зони околу езерото. Новата верзија на планот не ги имаше земено во предвид мерките пропишани во елаборатот за заштитни зони на зафатот на Беровското езеро и одлуката за определување на заштитните зони во водозафатот Ратерска акумулација за водоснабдување на градот Берево. Туристичката населба покрај езерото не може да се легализира без позитивното мислење од екологија. 50-годишниот Александар од Берово е еден од многуте кои инвестира во населбата покрај Беровската убавица езерото. Неговата вила ја посетуваат гости од цела Македонија и тој чека економски бенефит од туризмот. Да се доизградам нешто, да додадам на ново на објектите, нема то на пари, на средства, пошто не се регализирани овие објекти, за унапредување на овој, како се вика, рујално туризам, треба да се објектите регализират. Додека Берово прераснува во туристичка атракција за рурален туризам и се инвестира во оваа гранка како никогаш досега, алгите повторно цветаат, со што се потврдија тезите на експертите пласирани пред скоро 3 години, дека езерото ќе поцрвенува се додека не се преземат конкретни мерки за негово истражување и заштита. Овие алги според екологија се во надлежност на Заводот за здравствена заштита и Хидробиолошкиот институт. Во меѓувреме беровчани ќе живеат со дилемата како тие влијаат врз нивното здравје.